Тајниот план на опозицијата за брзо враќање на власт е обелоданет. Новата ера била само алтернативно скриено име за платформата. Вистинската е продукт на функционалниот план. Тој што веќе има дадено резултати е познат во светски рамки како кратовската перестројка. Се очекува само да биде адаптиран на ниво на држава. Индустријска револуција која не ја познава ниту нашите граѓани, ниту нашите луѓе, а ја спроведува во Кратово и го издигнав Кратово на висок пиедестал. Ако тоа можеше да го направиме тоа време, зошто сега не го правиме? Еве, Груевски најавува нова ера. Таа нова ера, господинот Груевски може да ја остварува кроз таа индустријска револуција. Како гаранција за успехот на овој потфат, освен личниот пример на империјалниот социјалист, може да послужи ангажманот на партнери од некои од познатите архипелази. Сепак, експертите предупредуваат дека таа напоредност може да предизвика конфузија бидејќи тлото станало резистентно на ваквата комбинација. Доведување на таков материјал од далечни екзотични земји подразбира и други опасности. Подразбира донесување на потенцијални патогени или пак штетни инсекции. Иако детектирани и имунизирани, трагите од тие мушички имаат оставено сериозни последици не само врз политиката, туку и генерално, врз природата и врз општеството. Па нивните рестлови се провлекуваат, имаат рефлексија и врз актуелните случувања. Сакам да прашам некако прашања. Јас сум новинар од ваша политико. Само сакам да прашам некако прашања, зашто? Ви не може крај готово, што снимаш? Добро, па Што снимаш? Дали ти може? сега политико, ти тоа гомно што на другите глади. Марш пичко мати. Оваквата комуникација не треба да се отчитува вулгарност, бидејќи во неја е содржана искрена намера да се остварат антиимиграциските програмски определби на речиси сите партии. Децата да не бегаат од дома, туку да се вратат таму од каде што излегле на овој свет. Така и со заложбите за зачувување на чистотата на македонскиот јазик, на кој, како што правилно се забележува, неадекватно се употребува, поради користењето падежи во кумановскиот дијалект. Каде му е на министерот грешката? Министерот не си ја знае својата должност како министер, првенствено. Јас го познавам добро како пратеник од собрание, колега ми беше. Не ги знае членовите, првенствено. Член тој, член овој вика. Тоа проверите, ќе видите дека не е уредо. Реално, не станува збор за граматички проблем, туку за обид за институционализирање на одговорности, и тоа само заради фактот што еден од активните партиципиенти, без однапред да се пресмета, влегол во размена на удари во која за негова несреќа, во машкото фајтерство, го извлекол по дебелиот крај. Оттаму, по жалопојките кои се разбирливи, несомнен е впечатокот дека сликата за стариот и традиционален свет сепак се менува. Сега не знам како да го кажам тоа, али мате за чудење, ама и фасцинатно е за почитари тоа што девојките више не се девојки, ори се девојки, ама се јачеат од секој поглед, како психички, така физички. И на крајот, кога часовникот за некого неумоливо отчукува. Почитувани, има настани кои се едноставно неминовни. Да речеме беше само прашање на време кога ќе биде 9 часот и 23 минути. Тоа воедно значи дека немаме повеќе време за овие вести од светот. Се е прашање на време, особено ако за некого тоа е веќе истечено.